Почитувани гледачи, продолжуваме со Бизнис клубот на подкастот Трето УО. Денеска со нас е господинот Григор Цветанов, Мак Прогрес Виница. Или Винчин. Повеќе не знаат и како Винчин. Зашто? Затоа што брендот ја надрасна компанијата. И за овај редок случај зато сакам да го потенцирам. Излезе надвор од границите на држава и се прошири интернационално. Иначе брендовите се Винчини, Сончева долина, Сончева долина и Натура, Натура, Онија и Фантазија. Фантазија. Главните брендови. Така. Има уште една работа за одбележување. Јас знам во моето преседателствување со комората дека сите објекти ги отворуваш и јас. Не политичар. Токму така. Значи, политичарите се креаторите на економските политики, меѓутоа комората е таа која застанува секој пат зад компаниите. Изборам зад компаниите не само како сопственици на капитал, него како компанија воопшто у која се вклучени сите вработени, сите добавувачи, купувачи и како фирма, така. И вие сте стварно присутни на секој наше отварање и ќе имаме чест и задоволство и до година кога ќе славиме 35 години од Мак Прогрес, преку разни настани и отварање на погони и производни линии да присуствувате повторно кај нас. Минави веќе вашиот татко, силен наш поддржувач, долги години на комората, и тоа е еден од вака ретките прилики да се погоди во континуитет во менаџирањето на една компанија и во сопственичеството на една компанија, луѓето се определени така према Стопанската комора. Така. Па ние цениме дека Стопанската комора е стварно представник на бизнисот и дека преку Стопанската комора можеме да допринесеме да направиме нашата економско опкружување да биде подобро. Така е. Мак Прогрес Виница. Винчини го надмилат брендот, меѓутоа јас ги гледам бројките, тоа е еден од најсериозните наши играчи во извозот. Така. Значи, Мак Прогрес Виница постои од 90-та година, ја формира мојот татко Александар Цветанов, како локална трговска компанија, која почнува со трговија на големо со прехранбени производи. Јас се приклучив некаде 94-та година, 4 години по основањето, да, бидејќи, ама ке се вратам на тоа подоцна. Од 96-та е првиот бренд Сончева долина, каде што почнавме со први во држава со пакуван ориз и други земјоделски производи, бидејќи претходно се продава повеќе на пазар, на вреќа, на размер, а ние први воведовме систем на селекција и пакување на бел ориз од нашето поднабје, Кочанско-Виничката котлина, и го нарековме брендот Сончева долина, бидејќи тоа е долината која има преку 300 сончеви денови и ги раѓа тие природни производи од нашето поднебје. Сакајќи да направиме нешто, некој поголем исчекор, да излеземе надвор од држава, си мислевме што да правиме, како да правиме и одлучивме да инвестираме во кондиторската индустрија, поточно 2001, кога беше и многу тешка година за нашата држава, одлучивме да инвестираме во линија за производство на пандишпанени производи, тортички, ролати и мини ролати, и 2002 ја пуштивме првиот производ под брендот Винчини. Винчини доаѓа од градот од кај што доаѓаме, од Виница, и значи дека нешто чини од таму. Меѓутоа има италијански, интернационален презим. Винчини. Значи чини од Виница, да. Меѓутоа е и победа и интернационален синоним за нешто добро. Е супер. Јас тоа можам да го потврдам, го пратам вашиот развој од 2005 година и мислам дека сте една од ретките компании кои што нонстоп влажува и нонстоп освојува нови пазар. И тоа беше некако крунисано со отварањето на академијата, што е исто така редок пример. Баш би сакал да почнеме со тоа. Океј, може. Да, точно е дека Мак Прогрес Виница и нашиот најрепрезентативен бренд Винчини се силно извозно ориентирани. Во моментов ние продаваме на 62 странски пазари во 62 држави и продаваме околу 80% од вкупното производство. Силно сме фокусирани на да бидеме конкурентни, да бидеме ефикасни, да произведуваме во поголеми количини на модерни производни линии
и да допринесеме да тој наш дефицит кој го има државата да го замениме фактички по делот на кондиторската индустрија. Веќе 12 години поред сме најголем извозник не само од кондиторската индустрија, него и од целата прехрамбена индустрија во држава. Како што спомнавте, да, пред 2 години отворивме Винчини развоен центар и Академија Прогресив, со цел да ги развиваме производите кои ги имаме, да ги подобруваме, меѓутоа да развиваме и нови производи и во најголема мера да развиваме луѓето кои се од нашиот регион, нашите вработени, меѓутоа и вработените во другите компании и сите они на кои им е потребна преквалификација за она што го бара пазарот на труд. Во рамки на таа Прогресив Академија има 2 програми кои функционираат. Тие двете програми се сертифицирани од Министерството за образование и наука. Едната се вика Прогресив Академија за менаџери, која има 6 модули, трае 8 месеца некаде и се обучува обучувачи се 70% се од реалниот сектор. Бизнисмени, некои што биле наши успешни предприемачи во странство, Што се врави направи со реформите во комората сега да ги заокружиме процесот преку Институтот за извоз, преку Клубот на извозници и преку Националниот совет за извоз. Токму така, да имаме примери од реалниот сектор и предавачи од реалниот сектор. Секако имаме и од академија, 30% се од академската заедница и сето тоа дава добра квалитетна програма. Втората програма, Винчини Академија, тоа е академија за кондитори, пекари и слаткари. Тоа е една дејност која е високо платена како струка и меѓутоа е тешко да се најдат кадри. И ние одлучивме да инвестираме во тоа да има, меѓутоа таму е некаде 30% теорија, 70% е пракса. Да после завршување на таа Винчини Академија имаме готови кадри кои може да ги ние вработиме или да ги подобриме нашите кадри или да направиме подобра вработливост на останатите кои ќе сакаат да се вработат како професионалци во тој дел. Супер. Баш ме израдува фактот кога во нечие CV прочитав дека ја следел вашата академија и тоа ќе стане веројатно нормално после извесен период, а не вака окрамбувачки делуваше на мене дека после отварањето ето имаме и реален резултат. Да, најголем недостаток јас го гледам бидејќи неле од почеток ние сакавме да имаме посетители од цела држава, од цела Македонија и доаѓаат, имаме од Скопје, имаме од Велес, имаме од Прилеп, има од Свети Николе, значи посетители. И најголем недостаток беше дека е во Виница, као се, оти све се случува во Скопје, а сега што нешто се случува во Виница. Меѓутоа, квалитетот на програмата и квалитетот на самата физичка просторија во која се наоѓа академијата дава до тоа да мене ми дава надеж дека ќе успее и дека во наредните години ќе биде се попрестижна и поуспешна. И затоа и можеби ќе направиме напори да заедно со Стапанската комора направиме исчекор да ја развиеме таа академија во нешто посериозно. Регионално. Коморскиот инвестиционен форум, тоа е добра идеја. Да направиме регионално. Да, ние преку КИФ, Коморско инвестициски форум, имаме во рамки на нашата академија проект, заедно со конзорциум со средното училиште и креираме таму од самото средно училиште, од прва година, па сме во дело по дуалното образование. И креираме стварно ученици кои селешка на КИФ преку Германската банка за развој. Така е. Ние бевме во првиот повик и имавме грант во кој нашата компанија стварно доби големи суми. Не нашата компанија, него институцијата подршка КИФ од германската влада од 35 милиони, од која што ние зедовме околу 3,9 милиони. Так, Македонија. Па проектот со нашето училиште е околу 600.000 евра. 600. Да. Академијата е плод, да речем, плод на развојот на компанијата и тоа го гледам така и на неговото отварање, тој го кажав. Меѓутоа, да се освојат 62 пазари е специфична работа која што треба да се одбележи. Многу луѓе кои што дошли и држеле едукација во Стопанската комора, што се искусни, кажуваат дека најзначајната работа е да отвориш нов пазар.
За тоа треба да искиниш неколку пара кондури. Треба да оформиш екипа, треба логистичка подршка таму. Како тоа го прави Глигор Цветанов? Глигор Цветанов имаше големи соништа и големи желби и визија дека ќе направи нешто добро и нешто што од Виница и дека Виница и Македонија ќе бидат познати по винчини. Така да тоа беше првичната визија. Со првите производи кога излегоа од производната линија 2002 со едно куфарче јас отидов во Париз на сајмот Сиел. За прв пат кај што се представивме и бев там. Не работа. Беше сам. Бев сам, да, бев сам. Имаше национален штанд преку Министерство за економија. Така. И јас се пријавив, отидов, ама така, без некој искуство. И тоа беше за мене едно преродувачко искуство, кога видов колку е пазарот голем, кога видов колку конкуренцијата е силна, меѓутоа доста и научив од тие светски трговци, што има интерес пазарот, кои се новитетите, што можеме ние следно да представиме и да понудиме и лека по лека од тогаш веќе 22 години поминаа. Ние сега бевме последен пат 11 пат поред на тој сајм, бидејќи се одржува на секои 2 години и бевме супер успешни, имавме многу, преку 250 остварени прашкалници, преку 350 контакти во рамки на 5 сајмски дена. Значи, јас мислам дека основно за извоз е тоа, прво да имаме производ, кој е квалитетен, кој е спакуван, кој е конкурентен. Второ, да бидеме на некој начин, да имаме желба и да имаме амбиција да излеземе на тие пазари, да имаме визија како и да се трудиме да искинеме толпу кондури колку биде потребно, да одеме и да предлагаме. Мојата баба, која е покојна сега, 95 години почина, викаше треба да предлагаш. Ама она викаше за девојките, ка треба да предлагаш. Исто и за продажбата, треба да одеш и да одеш, да знаеш како и да имаш што. Така е. Учествуваме на сите светски сајми од поглед на прехранбената индустрија и кондукторската индустрија. Тие се ASM во Келн, Ануга во Келн и сајмот Сиел во Париз. А предходно, пред да прерастаме толку интернационално, сме учествувале и на сите регионални и локални сајми. Во Гостивар, во Скопје, во Белград, во Загреб, во Софија. Значи, нема сајм кај што немаме учествувано, меѓутоа сега сме фокусирани само на главните светски сајми. Извозот е специфична работа затоа што за нас како мала држава тоа е единственото нешто што може да не обстои, да не одржи во играта и да допринесе за стварање на додадена вредност која што после е пресудна во конкурентската способност на нашите производи. Ние цело време се бориме со тебе и со екипата во Стоколмска комора да создадеме амбиент во кој што ќе биде подршан извоз. Така, зашо ако од извозот имаат интерес и државата, и комората, и компаниите, има проблеми на тој план. Се размислувал ли некогаш? Да, многу сум размислувал. Точно е дека за мала економија како Македонија, извозот е суштински да обстанеме како компании, а и како држава, и да имаме подобар приход и за компаниите, и за вработените, да даваме поголеми плати, едноставно да имаме поголема додадена вредност. Меѓутоа, извозот е, кога излезете со некој производ или услуга, светската конкуренција е силна и жестока. Значи, ние треба да имаме и внатрешно да си го решиме домашната задача, да креираме конкурентен производ, меѓутоа и институционално да може да имаме пристап до пазарите, што подразбира безцарински извоз. Ние како држава имаме поволен амбиент. Членка сме на ЦЕФТА, членска и на ЕФТА, значи можеме да извезуваме без царина и имаме договор за слободна трговија со Европската Унија. Меѓутоа, има доста други пазари, како што се земите од Магреб, од Блискиот Исток, кај што, например, Европската Унија има склучено Пан-Евромед конвенција и ние сме исто така приклучени кон таа, меѓутоа немаме потпишено договори со слободна трговија со тие земји за да ги користиме. Сега да притиска тука Турција. Да го пиша, да гледам тоа е во интерес на нас,
Еве јас ќе ви кажам за нашите производи во Мароко, имаме царински стапки од 30 до 60%. Додека ако нашите производи се италијански, ќе биде 0%. 0%. И ние автобатски сме неконкурентни на тој пазар. А што треба да направиме? Треба да потпишеме договор за слободна трговија, бидејќи Панеуромед функционира. Па јас сме член. Меѓутоа, искуствата, анкетите што ги правиме, разговорите што ги правиме, зборуваат и за нешто друго, да се створи тој амбиент, луѓето треба да ја сватат дека прашањето треба да се добие на наш пазар дома, каде што трошоците према компаниите се изузетно големи и влегуваат во цената на производот и после те прават неконкурентен. Веќе ти мораш да си ги средиш и домашните работи. Точно е, председателе. Ние немаме подршка за извоз како што, например, Турција има за своите извозници. Дури за Турција, за бизнисмените извозници им дава и дипломатски пасоши, да можат да патуват без визи било каде. При отварањето на африканскиот пазар, отворија турската држава 29 нови директни линии со на Turkish Airlines со градовите и државите во Африка и нови 27 дипломатски представништва за да го поддржат тој извоз. Значи тоа е програмирана политика. Имаше кај нас обид со економските промотори, знаете дека како држава ги беше вовела, меѓутоа после се случи да го променат тоа, да оде преку амбасадите. Јас конкретно, еве како дел од Стопанската комора и како најголем извозник од прехранената индустрија, не сум видел до сега конкретна поддршка за дека ова знаме си направена за тоа, за извозот. Да, така е, точно, јас се согласам. Нема Тоа е као декларативна политика присутно сега или конкретно не е? Да почнеме да работиме на тоа. Со креаторите на економските политики да се осврнеме на тоа, да има институционална поддршка. Еден ден кога ќе бидеме дел од Европската унија, се надевам што поскоро, тогаш ќе можеме да ги користиме истите преференции што ги има Европската унија. Но до тогаш ние не можеме со нашата ситуација. Мислам дека дел од Рубиконовите коцки кои беа пред нас и се премостени, ајде огромни се наоѓаат уште пред нас. Затоа и не случајно предлагам бизнисот да биде секогаш во врвот на приоритетите, затоа што е врзно ткиво, бидејќи нема ништо друго што може да ги поврза балканските народи подобро него бизнисот и ние ќе работиме и ќе обстоиме на тој пат. Кажавме за фирмата, мислам дека ја представивме луѓето да можат да сватат. Еве накратко можам да ви кажам, Макпро е семена компанија. Јас сум сега последните 3 години на чело на неа. Претходно мојот татко беше управител и директор. Во рамки на компанијата имаме 4 локации за производство, од кои 3 во Виница и 1 во Прилеп. И Донија, да. Ние ја направивме аквизиција 2017 година. Некаде преку 630 вработени сме во рамки на групацијата, да. Колку милиони е обртот годишно? Ова година очекувам дека ќе имаме околу 37 милиона евра оборот. Да рече 80. Од нив околу 80% треба да биде извоз, 20% на домашниот пазар. Супер. Ништо тоа не би значило без човековиот фактор. А човековиот фактор е тука пред нас. Кој е Григор Цветанов? Покрај она што ни го кажавте, она што не го знае јавноста, а треба да го слушне, затоа што вакви резултати не може да постигне секој. Јас тврдам дека вашата упорност, вашата посветеност е врхунска во однос на сите други кадрови што ги познавам и во една мала и забита средина да направиш таков гигант е исклучително. Аде вие имате и упорност, и снага, и визија, и некако и желба да го направите тоа. Точно, јас сум на некој начин и локал патриот. Сите наши инвестиции се врзани во местото кај што живееме претежно. И мојата крајна цел е да го направиме тоа место познато во светски рамки. Не можам сам нормално, значи една ластовичка не прави пролет, значи треба и се друго да се погоди, меѓутоа јас стварно имам желба и визија да го изнесеме тоа во целиот свет. Роден сум во октомври, 28 октомври 73 година, сега наполнив
51 година. Полна Иначе крев. сум да. Иначе работам од моја 20 годишна возраст Да. и тоа во семејната компанија ги поминав сите чекори од магацинер, возач, утовар, истовар до фактурант. Значи никој не може да го манипулира во процесот на производство и Јас знам за секоја линија, за секое све. секое шрафче, секој ланец, синџир, И се знам. што се додатно образовавте. Да, јас се образов, бев како дете заљубеник во електротехниката. Некаде од трето, четврто одделение се влюбив у таа електроника и кога одевме на овие летните одмори во Бугарија, имаше таму едни продавници, се викаа Млад техник. И кога сите други деца одеа да си играат, ја гледав таму на излозите што све има таму како китови, како сетови за да правиш дома електроника. И барав да ми се купи тоа, не барав нешто друго. И дома нонстоп лемев, залемував, правев радија, повеќе расипував дома телевизори и радија него што поправав, меѓутоа имав и успешни некои проекти, како на пример направив радиоприемник без батерија или без приклучок на струја, само со антена, уземјување, променливко назад. Значи нешто што едно дете од пето одделение не би знаело и денес, за да го знае. Меѓутоа мене тоа ми беше многу страх чувство. и многу чувства и потоа отидов у средно училиште во Орце Николов. Тогаш беше Орце Николов, не беше гимназија, него беше средно насочено образование, електротехника. Така беше. Да, Значи и тука продолжи струка. да, тука продолжив, трета година РТВ механичар, четврта година електротехничар електроника и нормално на тоа со желбата се запишав и на електрофакултет во Скопје. Да. Меѓутоа после 2 до 3 години ме вовлекла во семејната компанија, имаше потреба да се вратам, не можев и да работам и да студирам и се повлеков и од електротехниката завршив тогаш. Па завршив понатаму економски. Јас сум човек кој има 6 индекса до сега во джебот од 4 факултета и од 2 магистратури, а имам завршен еден факултет и една магистратура, со желба и за да запишам докторат сега зимово. Да, па ќе видам дали ќе имам време и можност. А што се предвидува на шо бидете докторира? Па ми сакам да докторирам на семени компании. А семејна компанија. Многу ми е интересна темата и темата е многу специфична и кај нас никој не зборува на таа тема, а е многу важна за целата економија. Зошто? Затоа што компаниите, приватните компании кои се формирани крај на 90-ти, почеток на 2000-ти, на некој начин доаѓаат до пресвртница, односно до трансфер на сопствеништвото и трансфер на управувањето. И тука е најголемата замка и статистиката кажува дека преминот од прва генерација, втора генерација на семени компании, некаде 70% од компаниите ќе нема да го успешно префрлат тоа, да, и ќе пропаднат или ќе се продадат, а дури 90% не стигат до трета генерација од компаниите. Тој процес е неминовен и треба да биде подготвен и компанијата, и оснивачот, и наследникот, и вработените за да биде успешен. И на некој начин потребно е да се креира тој семеен устав, кој што ги дефинира односите и на сопствениците на капиталот, меѓутоа и односите кој ќе е следниот управител на таа компанија. Тоа е нешто што сакам да го докторирам и да го малце подигнеме на повисоко ниво, затоа што сите компании со таков предизвик, никој не зборува за тоа. Дури и во комара многу пати имаме зборувано, меѓутоа и државата нема стратегија за како тие семени компании да опстанат и да го пребродат тој транзицијски трансфер. Да. Сончева долина, фантазија, Донија и Винчини. и Винчини. И Натура. И Натура. 5 главни брендови. Во овие 5 главни брендови, кои се супер брендови? Тоа не го знал бистиот човек. Супер бренд е Мој прогрес. Да. Така, Мој прогрес е тој што Мал прогрес на креира, да, тоа е силата на држава. Од производите ме интересира конзумирањето на потрошувачите, на извозот и така натаму. Зборува дека, например, во Винчини, кој е водечки бренд? Чебака, ние имаме 5 главни категории кои ги поделуваме по она на кој начинот на конзумација. И имаме снекс производи кои се
ужинки кои се на база на тортички, ролати на мекоте. Тука кој се продава најголем брат? Тортина е нашиот Број 1. топ производ, да, број 1. Тина, Имаме во фамилиарните пакувања, кои што се големите ролати, имаме и овошни колачи и други колачи кои се сечат и се конзумираат во рамки на семејството. добро. Тука имаме главен производ тоа. Имаме во делот на наполитанки и вафли категорија, и што главен производ е премиер вафлата, например, Премиер в. која е карактеристична со двојно полнење и со двоен прелив. Добро. Имаме категорија на солени снекс производи, Да. делот на переци, други тип на грсини, крекери, и таму имаме исто силна категорија. И имаме категорија која е во делот на бисквити, кои што се петитбер, штогли и таков тип на печени, кондиторски производи. Меѓутоа, фирмата не застанува тука, континуирано шири асортиманот, подобрува Перформацијата. перформанси, меѓутоа и рецептурите. Видите, кога го отворивме развојниот центар, добивме на некој начин можност и да направиме лабораторија за органолептички истражувања. Што значи? И сега имаме, да речеме, 60 дегустатори од целиот регион, од Штип па до крајот на Македонија, тука до Делчево, Берово регионот, одобрени дегустатори кои ја имаат, ние викаме таа dream job или работа на соништата. Да доаѓаат, да дегустираат производи, да си земат за дома и да бидат платени за тоа. Тоа значи дека они доаѓаат и се дегустатори на кондиторските производи. И ги оценуваат, имаме интерен софтвер, ги оценуваат и со тоа ни дават насока до нашите технолозии, што фали, дали по структура, дали по вкус, дали по полнеж. И према тоа. И према тоа, нашите технолозии работат на доработка на производите. А воедно имаме и лабораторија за иновацијска лабораторија за истражување и развој, која можеме да правиме производи во мали серии. И понатаму, кога ќе одобреме рецептурата, да влеземе во производство на големата производна линија. Значи, развоен центар, академија, најголем број пазари, освоени, структурирана фирма и можам слободно да кажам дека целиот подпредседателски тим, човек кој најмногу комуницира со мене и се консултира и градиме решенија за поповолен бизнес амбиент. Сето тоа зборува дека вие силно сте посветени на некаква цел која што мислам дека е добро да ја откријате за нашите гледачи. Која е целта ваша во наредните 10 години? Нашата цел е да останеме тука и да бидеме посилни, не само да сме силни во државава и во регионов, него да бидеме силни и препознатливи и пошироко на европскиот континент и во светот. Односно, Винчини да биде интернационален бренд. За таа цел, па, да речеме, една граница е на која целиме сега да пораснеме 100 милиона евра. 100 милиона евра. Да. Мислам дека Јас тој оброк, Каде треба да се кријат тие работи? Тие треба да се транспарентно истакнат. тоа е моја цел, Да се мотивираат и изработените. тој е порив да може да излеземе поинтернационално и нашите вработени да бидат платени и да имат можност да уживаат придобивки како што имаат во западноевропските компании, со примања и со такви можности. И да едноставно таа цел крајна да Виница, како регион кој е порано бил печалбарски регион, да ги донесеме назад и тие што се отидени, а и младите што се тука, да ги задржиме и да имат убав квалитетен живот. Тоа е мојата цел. Тоа е тоа. Да. Многу пати сме разговарале и за работи кои што значат подобрување на стандардот на вработените, за оно што ти го нарекуваш комората е представник на фирмите, на компаниите, тоа значи и на работодавачите, и на работниците, и на целата целина. Низ овие години на наше пријателствување, другарување и работење заедно, видов дека посебно обрнувате внимание на тоа. На времето пред 15 години сите вработни ги носевте на одмори, на дружења и така натаму. Водевте сметка за нивниот стандард и така. Дали тоа се враќа на компанијата? Апсолутно да, апсолутно да. Значи, една компанија без луѓето е ништо. Ние можеме да бидеме само згради и машини, односно железа, инокс железа.
и разна електроника. Значи ние луѓето се суштината на една компанија и срцето. И ние во рамки на нашата компанија правиме многу унапредувања како да ги подобриме и бенефитите на нашите вработени, и платата, и нормално одредени работи кои не се платени, а значат. Првично, градиме однос на взаемна доверба и взаемна почит. Што значи тоа? Да, ние взаемно си веруваме и взаемно се почитуваме. Секој правејќи го своето за што е платен. Како компанија правиме еден тип на спортски игри, ние викаме Винченијада, и одиме еднаш годишно во поголем обем. Сите што сакат да се пријават, да речеме меѓу 250-300 вработени, обично одиме во соседните земји, сакаме да ги водиме на море, кај што одиме 3 дена со 2 ноќи и имаме забава, спортски игри, наградувања и дружења. Оваа година бевме почеток на јуни. Следната година, како што споменав, ќе славиме 35 години од постоењето на Мак Прогрес и сакаме со 35 настани да го обележиме тие 35 години. Од тие 35 настани, 1/3 ќе бидат за вработените. 1/3 ќе биде за потрошувачите, добавувачите и клиентите, а 1/3 ќе биде хуманитарни настани. Сакаме да возвратиме и на средината и нашата локална и малце пошироко за сите тие можности што ни ги дава да обстојуваме овде, а ние да возвратиме позитивно. И досега сме го правеле тоа, ама следна година ќе биде поголем. Колку е тешко една ваква компанија да обстанува во мала средина? Многу е тешко. Многу е тешко. Треба многу труд, многу пожрткуваност. Посебно што знаете кај нас успешните бизниси се ретки. Да. И тие што ги има не се доволно испромовирани и ценити во локалната заедница. Не се затоа не се промовирани добро. Така. Предпоставам дека е тоа. Така. И мислам дека тука треба да се менува односот. Ние сме тие херои, тие примери кои го правиме тоа за да обстане заедницата. Да. Иначе, ако нема компании како Мак Прогрес и како други кои се по мали места, Да, тие мали места замираат. замира. Ама пак ќе кажам, не можеме и ние да бидеме сами. Мора да имаме и од локалната власт, и од централната власт поддршка не за нас, него поддршка за луѓето да сакат да имат подобар квалитет на живот. Ние правиме се не освен нашата дејност. Ние сме правили и теретана, сме правили кафе-бар за забави, сме правили хотели за да може да го направиме подобар квалитетот, ама сами не можеме. Еве, конкретно имаме предизвици со локалната заедница, значи со самоуправа, значи моментално Виница има 10 дена не е собран сметот. Значи градот се гуши во смет, тоа не е наш проблем, тоа е проблем исто на локалната заедница, на целата локална заедница. И тука не можеме никако да влијаеме. Мора креаторите на локалните политики, на централните политики да водат грижа да биде поквалитетен животот. А ние ќе направиме да имат подобри примања, да излезат да видат европски стандарди и светски стандарди. И стварно тоа што го правиме со академијата и со сите тие одбуки што ги правиме да биде и за младите поинтересно. Еве имаме една програма која е целосно бесплатно за младите, поддржана е од USAID, се вика програмата Јако, намената е за млади и работиме преку академијата на насочување на нивниот професионален раст и развој. Раст и развој. Да, работиме на тоа. Помагаме на стартап компании да се промовираат, им даваме поддршка. Практично сте водечи гуру во тој дел на Македонија, да, во источниот дел, да. Македонија, да го земате примот. Дивор, ти јасно ја наглас интенцијата да Мак Прогрес остане тука, да не бара нови локации, затоа што веруваш во тоа дека ќе дојде до подобри времења и за нашата држава и за нашето окружување. Во твоето големо искуство, што се точките, кои се точките кои што не смеат да се толерираат, за да ние создадеме еден амбиент во кој што ќе продолжиме со инвестирањето и ќе заинтересираме нови фирми тоа да го прават. Така. Ние сме, како што спомнав претходно, локал патриоти. Сите наши инвестиции се врзани тука и во местото кај што живееме. Еве оваа година инвестираме преку 4 милиона евра во
нови линии во адаптации на објекти, во развојни проекти кои треба да донесат да таа наша визија остане. Нормално ќе отвориме и 50 на нови работни места. Так. И тие работни места стануваат се по и поплатени. Значи не е тоа, ние не работиме лон систем, него креираме брендови за интернационалните пазари. Мислам дека треба за таа економска наша обкружување да биде подобро, треба малце и креаторите на економските политики да се посветат, да направат малце поддршка на економијата у поглед на тоа, прво ајде да решат сивата економија, за да Може ли да се реши? зафаќа. Јас Хотел. мислам дека може многу елегантно да се реши на два начина. Да. Прво, многу се одвива под закрилата на онлайн трговија, се прави таа сива економија преку Facebook или нарачка упорака, а испорака преку овие што се брзи пратки. Прарки, да. Таму носат производи, И со тоа зимат кеш и и кешот го враќа. Значи, они се активен чинител во тој ланец на сива економија. Ако го спречат прво тоа достава со карго без фискална сметка или без фактура, мислам дека тоа многу елегантно може и брзо да се реши. Второ, мислам дека треба да се подигне капацитетот на управата за јавни приходи, инспекцијските служби да сериозно се заземат, бидејќи еве јас гледам во малите места, посебно во тие угостителско и други услужни дејности, никаде не даваат фискална сметка. Значи може да кажам дека е 100% сива економија у помалите места. Тоа треба да се реши и да едноставно државата има повеќе средства за да може да ги прави тие собствени развојни проекти. Понатаму, за економијата да биде силна треба да имаме ефтина енергија. Ефтина енергија, еколошка енергија е природниот газ. Ние природен газ немаме, таму кај што има цевка, донесено е неконкурентно, и таму има и кај што однесено па не е во функција, па третиот крак кој еве предвидено Виница и другите не е ни во проект. Значи мислам дека многу сме далеку од таа гасификација и ние плаќаме 3 пати до 4 пати поскапа енергија него нашите конкуренти во Бугарија. А и друг проблем имаме. Ние сме транзитна земја. Ако кочиме сопствениот развој, ги кочиме и другите. Точно. И тоа е сериозна одговорност. Да. Сметам дека треба да го има тоа. Понатаму гледам место за подобрување во образованието. Да. Нашите факултети, имаме добри факултети, меѓутоа некако е слаба комуникацијата со реалниот сектор. Мора да се направи промена во тој сегмент во високото образование со воведување на вештини, на гости предавачи од бизнис заедницата, на светски предприемачи. Еве јас се вратив вчера, од Словенија и погубно е за нас да имаме ние најголем процент на странски студенти во Словенија се македонците. Се шетав по тука кај Тромостовје и секој втор што го слушнеш збореа македонски од младите. Да. Значи, погубно е за нас да ги праќаме нашите деца да студираат. Зошто одат? Прашав еден на мој пријател, значи, син. Зошто? Затоа што е поквалитетно образованието и све им е бесплатно. Не се плаќа. А дали знаеш дека председателот на Стопанската комора е член на Советот на економскиот факултет во Љубљана? Да, сум запознаен за Си тоа. запознат. Да, Ама кај нас не е. да. Не. Па не е. Значи има нешто што треба да се менува. Треба да се веде. Не за мене, него општо односот. Значи односот нив е многу попрактичен. Тие не ме земале мене затоа што га сум личен или не знам. Да, нешто друго ќе да принесам. Тие ме земале за тој проект нивни. За проектот со работа Така, со бизнис заедница. Па јасно, да. Зашо ние не го правиме тоа? Ние сме расположени. Да. Значи цело време како локал патриоти кои инвестираат тука и сакаме да останат тука. Јас сакам и моите деца да останат. Јас сум татко на 4 деца. Значи у разни генерации. Јас сакам моите деца да останат во оваа држава. Затоа што јас верувам дека ќе биде и треба. Ако осеќаат дека ти веруваш, тие тогаш ќе се одлучат да останат. Така. Ако осетат колебања кај родителите, кај блиските, кај оние што се ги почитуваат и така натаму, тогаш ќе дојде до таа одлука. За жал другите луѓе им векат на децата бега и тражи надвор спас. Тоа е Корупција, си има ли дозира?
Мак прогрес со корупција. Как Прогрес како голема фирма нема дојар со корупцијата, да, бидејќи ние сме структурирана фирма и за секој сектор имаме менеджмент кој одговара да работењето го водиме под сите законски норми. Сега не знам дали постои, слушаме дека постои, и по оние што се препораките и забелешките од Европската унија, нели секој пат се наоѓа тоа владење на право, корупција, во делот на правда, значи се тоа е работи кои бизнис секторот и ние како комора и бизнисмени не влијаеме, него тоа е пак државните инстанции и институции влијаат. Имав еден предлог што некој со исмејување сакам работите да ги поттикнам да се решава, да почнеме да даваме парасто за оние барања наши што имаат над 10 години и јавно тоа да го правиме. Задржно мислам дека никој не сваќа озбилно кога ќе речеме дека кајдас времето е фактор важен што зависи што создава трошоци. Кај некого може да не кај да создава сериозни трошоци. Ти за тој проект се ангажирал средства, така и плаќаш. И се он ќе ти рече во администрацијата. Еде голема работа ќе причекате една година. Таа една година кај нас се изразува во пари. Видите, во деловниот свет приликите брзо се менуваат и можностите. Ние ако ни се појави некој прозор на можности и не сме го искористиле, тогаш заминал возот, некој друг го искористил. Така е, точно. И тој утре ќе ти стане конкуренција. Така е. И за жал секое време што сме го изгубиле, неповратно сме го изгубиле. Приликите не се враќаат истите. И ако треба да се прави парастос, ќе правиме. И парасто Да продолжиме со да и други методи и манири кои што треба, кои што сега ни чинат знаеш малку смешни или нереални, али ќе станат неопходни алатки за да дојдеш до нештото. Затоа што ако тој другиот од другата страна се однесува неодговорно, ти што би значило да се однесуваш одговорно? Видите, како Стопанска комора, ние сме најрепрезентативен чинител на бизнисот по држава и ценам дека имаме добра комуникација у поглед на тоа. Секој пат ни слушале, не примеле, дошле кај нас у комора. Сите, независно од која неле владеачка структура. Меѓутоа, понатаму од првиот ешелон према вториот и према трети и надолу, некако работите се разводенуваат и се заборава. На разни ветувања. Па тука одат во корелација со партиските интереси и тука се раздува. Јас често ќе речам како може и една студија што сме нарачале од Запад, да речем од Виенскиот институт за извоз, така, сме платили 30-50 илјади евра, да вреди исто колку гласот на еден локален активист кој што ќе прокоментира дека ако тоа се прифати, ако прифати владата, ќе изгуби еден пратеник од трета изборна единица. Кој е аргументот негов, кој е аргументот на една студија од 200 страни? Во право сте, сега јас не сакам, не е благодарно. А не ова политика. Да. Прво не е добрано ние да дискутираме политика. Така, и јас што политика е за политичарите, бизнис е за... Али ова е врзано за бизнисот, така? За бизнисот, да. Значи ние си плаќаме така врз основа на студија и докажуваме дека не може како го викаш да бидат во државата толку и толку неработни денови. Затоа што тоа се одразува во работењето на компанија. Брзателе, ние сме млада економија. Да. Значи нашите фирми се млади фирми. Ние мора да работиме повеќе од тие што се во Европската унија. Так. Тие работеле и сега они ќе имат и 4 дена работни, ќе кратат, треба да отваа. Ние треба да работиме доста повеќе за да стасаме одредено ниво, да сме близу нив. Так. И можеме тоа со многу повеќе труд. Јас не можам да го сватам тоа, ви спомнавте празниците. Ние имаме најголем број на празници, прво. Да. Второ, кога се падне празник во недела, ние понеделник не работиме. Па ние празнуваме во недела. Зошто понеделник да не се вратиме на работа и да бидеме корисни? Ние правиме избори, два циклуса, еден циклус 2 дена во среда. Ние имаме фабрика која е Што сега ќе исклучам? кондиторска индустрија која треба 2 сата да загрее печката и треба да работи во континуитет 24 часа до петок или до сабота сабајале. И ние среда треба да исклучиме, да одмараме, да гласаме. Значи зошто? Значи малце треба да се земе предвид тоа дека економијата, ние како компании да
треба да извадиме профит на крајот на денот, да платиме сите давачки према државата, према вработените и да ни останат пари за раст и развој. Иначе без тоа ние немаме раст и развој. Дали Григор Цветанов е предавач на академијата? Григор Цветанов е гостен предавач на академијата и имам едно мое автентично предавање, односно имам две автентични предавања. Едно тоа е мој модел за успех, кој го викам 10 модел за успех, Добро. кој го применувам кај мене во мојот живот и во работењето. И еден го предавам за семените компании за кои зборував. Чест ми е што те познавам и тебе и твојата фамилија и тоа што сте го направиле све за мене, со вашата почит и мислам резултат на успевот и на нас и на комората и на МАК Прогрес е токму тоа почитување. И морам да кажам дека и да не беше ќе ти предложив да питиш, затоа што ти си еден пример на човек кој што знае што сака, поставува цели, умее да ги изврши, укорен и така натаму, а такви се потребни да ги едуцираат нашите млади предприемачи. Не разбраш што кажав? Бе разбрав што кажавте. Јас сум на некој начин тој што ја води работата и сум тој непоправлив оптимист дека ќе биде и дека треба да целеме да сонуваме малце повисоко. Ние со мојот татко сме заедно еве во компанијата, тука и мојата сестра која работи во делот на домашниот пазар. Меѓутоа со него се надополнуваме, тоа е поумерен оптимист, повеќе некој песимист дека нема да биде, а јас сум тој непоправлив оптимист и многу пати се судрат нашите става, меѓутоа и се надополнуваат. Да некој пати јас не забегам повеќе по тој оптимизам, па малце ја смиреме топката и секој пат гледаме да бидеме разумни оптимисти, дека ќе биде и дека ние не се откажуваме да ќе работиме на тоа да ги подобриме состојбите во нашата компанија и за нашите вработени, и за локалната заедница, вклучително и за државата. И тоа е, нема да Крајот, ти кажам, ти завршам со нешто што го споменам, тој патриотизам локален, државен и така натаму, кој што е потребен за развој. Ти рече имаш 4 деца. Да, така, имаш за кого да се бориш да останат тука. Јас ја ценам нашата држава како многу убава држава за живење. Сум шетал од Јапонија до Америка, Кина, Европа, секаде. Да, секоја држава има одредени карактеристики, меѓутоа нашава држава има многу убави и питоми луѓе. Нашата држава има убава и питома клима. Ние немаме урагани, немаме и екстремни Транзитно централна позиција. Имаме убава позиција, имаме убава храна, имаме убаво вино. Значи имаме ние доста што да понудиме и за светот. Имаме ли убави жени? Имаме едни од најубавите жени. Имаме. Така е. Тоа е добро. И сакам да остане така, државата да си ја гледаме, да си ја сакаме повеќе, да ја одржуваме чиста, еколошки средината да биде пристојна за живење, да ја правиме економијата силна. Зошто да не сме ние Словенија тука? Зошто не сме Швајцарија? Што нешто за Шведска? Да го најдеме тоа што ни фали и да го донесеме овде. Да не нашите родители на децата им викаат гледај синко керко шо подалеко од тука. Зошто тоа? Нема поубаво од тука. Мислам дека татко ти е гордко не гледа вака, не гледа затоа што знае дека сме борци за све ова што го зборуваме. Мислам дека оддадовме должно внимание и на МАК Прогрес и на вашата фамилија и тебе и ќе бидам среќен да тој тренд продолжи па натака, убеден сум дека така ќе биде. Па ќе се видиме кога ќе остварите 100 милиони. Па ќе се гледаме ние и почесто, тоа е долгорочна цел. Вас ви благодарам за Рај се дубне за днес е малку. Да, Битно е да имаш цел некоја, нека биде и некоја повисока. Јас стално им викам и кога предавам на младите кои доаѓаат ученици од средните училишта, од основните училишта, да имат одредена визија, да имат соништа. И тие соништа да бидат упорни, да истрајуваат, да си ги исполнуваат. Независно ако ја сака држава, нека останат овде, ако сака настрајани. Али лично да имат своја амбиција и цели. Затоа што само со луѓе со амбиција и цел ќе направат подобра и држава и средина и ќе имат за себе
поисполнет и поубав живот. Ви благодарам за поканата, ми беше стварно задоволство да бидам на овој подкаст, да продискутираме на темите кои ја засегат и коморава, и државата, и да се представам јас како човек. Сакам да има повеќе вакви позитивни примери да го искажуваат она што го имаме кај нас, ама некако е малце позадскриено. Кај нас медиумите повеќе зборуваат за црната хроника, за лошите теми, за она што не чини. Ајде нека зборат малце и попозитивно, да имаме позитивни примери и да дадеме пример на останатите. Па тука ќе ги видат луѓето во овај серијал и Нина Групер, Да, и Драгана од Шифтиганец, од Адора, ќе го видат и Саша од Витаминка, ќе го видат и Саше од Прилепска пивара, ќе го видат и Виктор Мизо, ќе видат плејада луѓе на комората, на кои што во наредниот период ќе почнува македонскиот бизнис. Председателе, вие имавте таа визија уште пред повеќе години, кога ни дадовте можност на нас кои бевме и помлади, сега не сме толку стари, ама ни дадовте можност да во рамки на комората ги поменеме сите инстанции. Еве јас конкретно верувам многу во комората и сум бил дел од собранието, дел од управниот одбор, председател на земјите соработници со Магреб, во делот на Советот за образование исто така. И дојдовте до подпредседател. Има континуитет, има логика. Има континуитет, поборник сум за тој коморски систем, да може да фирмите што повеќе се потпират на комората, затоа што комората е нивен презент како целина и како фирма. Ви благодарам уште еднаш. Слава на тебе.